Не ни замислував дека во овие 30 години над 40.000 луѓе ќе го посетат најмалиот етнолошки музеј во светот. Симеон Златев Моне, собственикот на овој музеј во Тетовско Џепчиште, неуморно го одржува духот на ова уникатно место, со чување на старите предмети кои го отсликуваат минатото и постоењето на македонскиот народ и неговото битисување на овие простори. Денес завршуваат деновите на културно наследство, но Златев постојано го одржува културното наследство од предците, бидејќи како што вели, без минато нема иднина. Изработил и разгледници посветени на великанот Блаже Конески. Сум издал 11 книги, поврзани исто со музеот, така да нашите македонски предмети сум ги овековечил и преку поезија и преку слика. 11-тиот поглед на најмалиот етнолошки музеј на свет е сет на 25 разгледници кои ги посветив на великанот Блаже Коневски по повод 100 години од неговото раѓање. Он е еден од кодификаторите на современиот македонски јазик. Некој со право ќе се запраша од каде ми е храброста и посветеноста да допрам до македонскиот великан Блаже Коневски. Ништо не е случајно. Во 2000 година на конкурсот за поезија на литературниот клуб Кирил Пешинович при Домот на културата Илио Антевски Смок од Тетово, бев првонаграден со песната Икона, зашто добив дел од богатото книжевно творештво на Блаже Коневски. А во 2020 и 2021 година имав чест да го представам најмалиот етнолошки музеј во светот од Џепчиште Тетово на ТВ Алфа во музичко-забавната емисија Везилка. Тука во самата содржина на корицата се наоѓа цртеж на Везилка од академскиот сликар Павле Кузмановски, инспириран и посветен на истоимената антологичка песма на Блаже Коневски Везилка. И така се направи една мисија да се заврши со ова 11-та книга. Можем да кажем за музеот е единствен во Македонија, може и пошироко, кој има знаме, химна, грб и лична карта. Иако светот речиси 2 години се соочува со пандемија, сепак музеот е секогаш отворен за посетители, кои во изминатиот период ги имало во доволен број. Меѓу нив неодамна дошол и председателот Стево Пендаровски. Минатата година, у пандемијата, ми дојде неговата екселенција председателот Стево Пендаровски, па потоа ми дојде амбасадорот на Франција во Македонија Тимоние, па потоа американската амбасадорка во Македонија Марија Кейт. И значи сум имал и посетители и други, ама сакам да кажам и сум направил неколку книги у пандемија. Сум бил активен на некој начин, тоа е вродено во крв. За нас нема препрека ни материјално, ни здравствено, мислам, ја признавам болеста се, него самата работа те тера нашето минато да го представам, бидејќи без минато нема иднина. Златев секогаш има и нови планови. Во моментов работи на креирање афоризми со кои учествува на конкурси. Секогаш самиот напорно работи за да го одржува музеот, а засега помош нема добиено од државните институции. Би сакал во иднина предметите да имаат достојно место каде што би се складирале и заштитиле, со цел да се продолжи мисијата за зачувување на културното наследство на македонците. Се разбира дека не си заминавме од музеот без да ја слушнеме неговата химна. Не оставив прашината да ги покрие сеќавањата. Го бележе времето што одминуваше како прилега на вистината. И по мене нема да се забележи дека корените на големиот библиски македонски народ се оштетени. Етносот и понатака ќе тече низ жилите на вечната мудрост.